Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва тема на емисијата Под лупа е политиката, но од женски агол. Друштво ќе ми прави во студиото госпоѓа Жаклина Лазаревска, од неодамна пратеник во Собранието на Република Македонија. Добре дојдовте во Лупа. Добре најдов, навистина ми е чест што присуствувам на една ваква емисија, која што јас посебно ја ценам. Ве поздравувам вас, ја поздравувам екипава и гледачите на регионалната телевизија ТВ Мики. Така. Госпоѓа Лазаревска, ние долго пред ова емисија се имаме гледано, среќавано, интервјуирано, значи разменувано мислења, ваши ставови пренесувано преку нашите информативни програми, затоа што како една предходница на оваа функција, како пратеник во Собранието на Република Македонија, беше вашата советничка функција. Вие речиси 4 години без малку бевте дел од Советот на општина Охрид и 65 седмици стојат зад вас. Овој разговор и од тука некаде би го започнала, затоа што тоа ќе ви биде, предпоставаме, едно добро искуство за ова што следува понатаму, како еден парламентарец и член од највисокото законодавно тело во државата. Како, еве вака сега од ова дистанца го гледате вашиот советнички мандат? Колку сте задоволни од тоа што се направи, што се реализира, со каква тешкота или леснотија одеа седниците, колку енергија беше потребна? Точно. Убаво прашање. Сметам дека советничката функција, која што ја обавував цели 3 години и 10 месеци, на 65 седници од 66 одржани сум присуствувала. Се трудев да ја обавам и да ја целосно да се посветам на таа функција, да ги застапувам граѓаните во одредени прашања, во прашањата кои што најмногу јас можам да ги застапувам, да речеме во образованието, кое што има голема улога општината, бидејќи сме со децентрализацијата веќе општински училишта. Во делот во сферата на работата на јавните предпријатија, во делот на квалитетните услуги или неквалитетните услуги што ги даваат тие јавни предпријатија и во делот на всушност урбанизмот, кој што е доста значаен, посебно за Охрид и за сите нормално. Сметам дека мојот ангажман, ево вака од ова дистанца би рекла дека може би беше на едно задоволително ниво. Јас сум професор по вокација и секогаш гледам построго да ги оценам работите. Секогаш може и повеќе. Сметам дека со моите, јас со службите добив информација 256 дискусии, значи не влегуваат тука реплики, контрареплики, сум дала еден значаен придонес по одредени точки кои што и одлуки кои што се донесувале. Меѓутоа не можам да бидам целосно задоволна, бидејќи јас во Советот бев опозиција и не секогаш од мојата желба и од нашата желба како опозиција зависеа и одлуките. Одлуките ги донесува мнозинството во Советот. Сепак ова бројка 256 дискусии покажува дека речиси на секоја седница вие сте земале право на говор, сте дискутирале по некои точки. Седниците ни се доста обременети. Во просек земено околу 30 до 40 точки има на една седница. Навистина, за да се подготвиш за една седница треба време, а и треба и да се располага со доволно информации, затоа што точките се од различни сфери и нормално не можеме ние за се да бидеме информирани, треба дополнително да се доинформираме и да добиеме некои податоци за да може да се излезе на говорница со некоја издржана дискусија. Сега имаме и такви советници и пратеници, ќе го врзаме едното со другото, кои што во својот мандат никогаш не излегле на говорница, не сме ги виделе, не сме ги слушнале, само се на некој начин декор во салата и јас знам дека вие воопшто не сте таков тип, значи не сте од тие кои што ќе седите само ќе чекате да помине вашиот мандат, знаеки каков советник бевте, сигурно така ќе настапувате и во парламентот. Дали чувствувавте потреба дека треба да излезете на говорница и да проговорите за нешто,
а не само пасивно да си седите и да посматрате што другите говорат, па некогаш дури и не следејќи со внимание. Не само потреба, туку и должност на советникот и на пратеникот е да дискутира, да ги застапува интересите на граѓаните. Не секогаш се донесуваат одлуки кои што за сите граѓани се добри. Затоа треба да се има контакт со населението, со граѓаните, да се знаат нивните желби и потреби и секогаш како избраници на народот, на граѓаните, да ги застапуваме интересите на поголемиот број на граѓани. Не тесно некои на одредена група на граѓани значи желби. И јас можам да кажам дека советничката функција ја обавував, јас мислам дека сосема коректно, заради тоа што ќе кажам, ево, ги читав сите материјали. На сите точки бев активна во смисла и внимателно ги слушав тие што говореа, внимателно ги проследував сите информации што ги добивавме од службите во општина, од секторите или од јавните предпријатија. Внимателно ги проследував сите дискусии што се случуваа и председницата во комисиите, учествува во 3 комисии, обштествени, во верификација и во урбанизам. Обштествени и урбанизам се доста габаритни, обимни, комисии во кои што се случуваат многу важни работи за градот. И морав да бидам секогаш сконцентрирана и да бидам целосно спремна. Сите тие дискусии кои што сум ги обавила, значи на говорница, сум се трудела да бидат содржајни. Да не бидат дискусии ради дискусии, напади како опозиција на позиција, него да бидат содржани и одредени сугестии и мои размислувања и од професионална гледна точка можеби мои предлози да внесам во дискусијата. Значи, за да ги дискутира човек овие работи, мора да владее со материјата и треба да биде спремен. Сметам дека тоа искуство како советник навистина многу ќе ми значи, сега ќе поврзам со мојот пратенички мандат, бидејќи всушност во собранието навистина ќе донесуваме закони кои што се од важност за државата, со кои што ќе функционираат сите, значи, клетки во самото општество, во нашата држава. И ако не сме внимателни, ако немаме некое такво искуство во кое што ќе знаеме како треба да се проследат информациите, податоците, кај да се најдат податоци, да не се читаат материјалите целосно, да не се биде сконцентриран на комисиите, да не се извлечат заклучоци од поотделни дискусии и од другите, од спротивните, да не може да се стават аргументите во преден план во нашите дискусии, навистина тогаш, не знам, би било попусто да човек учествува и да биде нешто ако не го има тоа во себе. Значи, не го има пред се искуството, на некој начин, ево, советничкото искуство, и ако ја нема во себе онаа желба да навистина придонесе во општеството онака како што треба. Како што знаеме и повеќе од тоа што треба и што смета дека треба да го даде за работата. Така. За советниците и пратениците се вели дека се народни избраници, бидејќи вие на некој начин го пренесувате гласот на народот во овие тела. Сега, со тоа и одговорноста ви е навистина голема. И еве искуството како советник, колку граѓаните ви пристапува и ви ги изложува своите проблеми секојдневни со кои што се соочуваат, за да можат пак преку вас да ги пренесат до Советот на општина Охрид, затоа што тие не можат директно да стигнат дотаму, само вие сте таа врска, значи тој линк до донесувањето на некои одлуки кои што се за нивна корист или пак некогаш за нивна штета. Значи вака, граѓаните пристапуваат, меѓутоа се доста страмежливи. Оние што те знаат, нормално дека поблизок е контактот и можеш повеќе да контактираш со нив и да бидат поотворени во предлозите, во барањата. Меѓутоа, јас лично ви кажувам дека навистина имам остварено голем број на средби со граѓани на терен. Посебно кога требаше да се донесуваат буџетот и да се прават нацрт програмите за работа, за функција, нели, како дел од буџетот, на јавните предпријатија, на секторите. Секогаш одев на собири, каде што се граѓаните,
да ги слушнам нивните мислења, да видам што тие бараат. Од местните заедници бара секогаш кои им се приоритетни работи да ги вметниме нели во самите нацрт програми. И можам да ви кажам дека до овај последниот буџет не учествувавме многу, бидејќи бевме револтирани од тоа што претходниот буџет кога се носеше, нас голем број над 90 амандмани ни беа отфрлени, не беа прифатени, меѓутоа можам да кажам дека сум учествувала во комисиите и преку комисии некои од она што сум понудила и било и прифатено. Така. Значи, не целосно, меѓутоа биле прифатени. Граѓаните и не знаат целосно како функционира Советот и тие мислат дека сето она што е работа на Советот се сведува на седниците, но не е тоа така. Значи, претхода тие состаноци на комисиите, каде што таму до детал се разгледуваат некои точки кои што се таа сфера, за потоа да се донесе еден заеднички став и да се излезе на говорница или со некој став на групата на советници која што ја застапувате. Вие рековте дека бевте член на 3 комисии, од 2 од нив и самата напоменавте дека се така и пообемни, да, и таму се разработуваат точки кои што навистина сакаат повеќе енергија. Што вака ви останало како впечаток од работењето на овие комисии? Дали имаше многу спротиставени ставови, затоа што на говорница е можеби поинаку и пред очите на широката јавност, затоа што најчесто ние медиумите ги следиме тие седници, но кога е за затворени врати, можеби поинаку е однесувањето на советниците, можат поотворено да си го кажат своето мислење и така натаму. Како се соработуваше во тие комисии? Колку конструктивни беа те расправите? Нормално дека како избрани сме од народот, меѓутоа застапуваме одредени политички партии и секако дека имаше и спротиставени размислувања, меѓутоа суштината на работата на Советот произлегува од работата на комисиите. И комисиите се местото каде што се решаваат и треба навистина да се решаваат суштинските работи што се поврзани со работењето и со сите функции, например, што се обавуваат во општината. Јас можам да издвојам овдека само едно големо задоволство од работата на Комисијата за општествени. Во општествени влегуваат образование, култура, труд и социјала, тука и всушност сите се наоѓавме затоа што ние не решававме за проблемите од типот на екстерно тестирање и такви проблеми во кои што имаме суштински спротиставени ставови со другата партија. Меѓутоа, тука се решаваат битни работи како што се, например, одредени програми на училиштата да поминат, нивното функционирање, да се помогне нешто да се одвоа средства, да се обнови, да се избери соодветен наставнички кадар, да се дефинираат паралелките, да имаме консензус, например, за помал број на паралелки. Од културата кои манифестации да бидат финансирани. Значи, тука сме имале најплодни расправи и тука сме ги усогласувале мислењата. Ви кажувам, во таа комисија не можеше, имавме спротиставени по одредени точки, меѓутоа тука имавме и одредени и консензус за одредени работи, за повеќето имавме консензус. Значи, тука би издвоила таа комисија за општествени која што функционираше безпрекорно. Напорните комисии од типот за урбанизам, кај што се решаваат одредени проблеми. Ево, јас не бев толку вична во урбанизам и морав да навлезам во одредени закони кои што се донесуваат, кои што динамично се менуваа во текот на овие неколку години, па мораше да добиваме и подобри информации од службите. Значи, во комисиите всушност е суштинската расправа. На седниците тоа е за јавност, пак јавно искажување на одредени повеќе политички ставови, во кои што нормално се гледаат повеќе спротиставените размислувања по одредени точки. Сега многу пати се даваат забелешки на Совет од типот дека
мислам не само на вас како советник или на вашата советничка група, туку и од другата страна, дека се користи говорницата за добивање политички поени. Но тоа не е и така чудно, затоа што функцијата советник е всушност и политичка функција. Значи, вие сте дојдени како представници на некоја политичка партија. Колку се злоупотребува говорницата? Значи, може да се злоупотреби, меѓутоа и тоа е легитимно, затоа што говорницата е пак место од каде што ние јавно, како избраници на народот, јавно ги кажуваме и нашите политички ставови по одредени точки. Ако тоа се смета за злоупотреба, сметам дека не е злоупотреба голема, се додека не преминат тие дискусии во лични квалификации, што не е допусливо, нели, во еден таков состав на совет, посебно и на парламент, се додека не се злоупотребат за да се навредат одредени личности, мислам дека не е злоупотреба, а во политички цели нормално дека секој гледа да извлече максимум и да му каже на народот кој што го избрал, ево јас ги застапувам овие интереси, јас сум во опозиција, меѓутоа гледате не можеме да дојдеме до заеднички јазик бидејќи тоа не им одговара на другите кои се во мнозинство. Значи, во таа насока, ето, може да се каже од таа значи, ако гледаме дистанца, дека тоа е некој вид на злоупотреба политичка, ама не е, бидејќи ние сме политички избрани функционери кои што треба и јавно да го кажеме на дадената за дадената точка, јавно ставот и политичката определба со сите тие аргументи кои што ги располагаме во тој момент. Така. Која седница ви била најтешка така? Може би заради одлуките што се носеле на таа седница, со кои што вие бидејќи како малцинство во Советот не можевте многу да влијаете врз нив, или пак во тоа што била премногу обременета со точки, или пак се развила некоја дискусија која што излегла малку од оние норми на едно пристојно однесување? Има ли некоја таква што ви останала вака во сеќавање? Јас лично најлошо сум се чувствувала, значи се чувствувам секогаш кога нормално како малцинство знаеш дека нешто застапуваш вистина, а другата страна провладува со два прсти, со кревање на зелено поминува некоја одлука, меѓутоа најлошо сум се чувствувала во оној момент кога требаше да се разреши од функцијата советник сегашниот пратеник Томислав Тунтев, кој што знаете во минатиот мандат нашите избрани пратеници не подпиша, односно не сака да бидат пратеници. Тие подпиша дека нема да влегуваат. Меѓутоа насилно му беа верифицирани мандатите и сега во Советот дојде до точка на верификација. Јас сум член на комисија за верификација, да се гласа за негово иземање од Советот. Значи, во тој момент, навистина се чувствував многу како човек, како личност, многу повредено. Неговата желба и желбата на нашите пратеници тогаш беше да не им се верифицираат насилно мандатите, што е тоа, значи, по собствено и по устав е загарантирано сам да се определиш што сакаш ти да обавуваш, дали ќе бидеш пратеник, дали ќе работиш на твоето работно место или ќе бидеш советник. Без желба беа разрешени. Тоаш на таа седница се чувствував и немоќно, а законот е во нивни раце, бидејќи веќе беа верифицирани насилно мандатите. Од друга страна, се чувствував бесно на таа ситуација и тогаш ја напуштивме ние седницата, ако се сеќавате. Во многу наврати сум се чувствувала, например, немоќна во одреден момент кога знам дека кажувам нешто што е така, а гледам се гласа и се убедуваме дека не е, посебно кога се работеле некои точки, например од секторот образование, кога некој ќе ми кажува дека во образованието е премногу вложено, а ние знаеме во какви услови работат наши училишта. Други некои посебни, мислам, имало многу ситуации кога сме биле извадени од контакт и кога сме излегле од насред седница, кога некој знаел претерано многу да ја злоупотреби говорницата. Не сме ја злоупотребувале советниците, ја злоупотребувале или директорите или представниците на општината или на градоначалникот, кога тие наместо да поставено прашање или не поставено прашање на нас, наместо да ни одговорат како на советници, тие со нас се однесуваат како да сме никој ништо ни викаат од говорница
И тоа беше еден случај кога директорката од детската градинка на колешката моја Оливија и на мене, навистина со многу вулгарни зборови, и се изразуваше, што не е допустливо. Тука требаше да направи председателката на Советот прекин. Значи, сум се чувствувала и во одредени други моменти, меѓутоа не можам сега посебно да издвоам нешто што повеќе од ова што го кажавме извадило од контакт и ме навредило како личност и како советник. Во тој момент знам дека на моја страна е правдата, сепак не може да се меѓутоа други го води тоа, целата таа игра и не прекинува таму кај што треба да прекине. Тука навистина сум се почувствувала многу лошо. Знаете што некои функции кои што ќе се нафатиме да ги преземеме во животот бараат и на психичка подготвеност. Треба да си подготвен да се носиш со сето она што е предизвик од таа функција. И пак ќе речам, ова советничко ваше искуство многу ќе ви значи сега како парламентарец, затоа што и таму ќе се среќавате со многу слични ситуации. Па сигурна сум дека многу поинаку сега ќе ги доживувате и преживувате, затоа што знаете како било, како е и дека тоа е само дел од таа функција, дека тоа е тогаш во моментот и дека потоа можеби со тој истиот со кој што ќе се конфронтирате на говорница, па ќе седнете да пиете и кафе. Па ние сме луѓе сите. Треба прво да се почитуваме како луѓе. Сега тоа што ние не размислуваме сите исто и што различно делуваме, тоа пак е еден благодет на овај плурализам. Ние сме демократско општество во кој што секој може да си го искаже своето мислење онака како што смета дека треба да го искаже. И нормално е дека на почеток е шок. На почетокот зборувам кога бев советник. Првите години сигурно ви беше. Потоа веќе почнуваш да се навикнуваш, мада некои работи се уште не можам да си ги сватам и да ги сварам, да кажам, во моево битие, затоа што не ми се мене тие својствени. Меѓутоа, со текот на времето и тоа искуство, мислам дека ќе ми биде добра подлога за тоа како да се справам пак со предизвиците во парламентот. Така. Спомнавте верификација на мандат, да напоменам дека вчера беше верифициран и мандатот на вашата заменичка, Марија Ристевска, ќе ве замени до... Не, Марија Ристевска. Како и беше? Марковска. Марковска, се извинувам, да. Значи, таа ќе ве замени сега до крајот на мандатот на овој совет. И на листата на советници требаше да биде машко, значи после вас, но по принципот на некоја рамноправна застапеност на машките и женските во советот влезе жена повторно. Што очекувате од незината работа? Дали можеби ќе пренесете дел од вашето искуство, бидејќи ваша помлада колешка и ова е прво искуство? Значи, многу кратко е времето за нејзино делување, меѓутоа мислам дека таа ќе се снајде. Нормално дека на почеток исто сите збунето делуваме. Не верувам дека била збунета, та по вокација мислам дека е правник. Правник, да, адвокат. Да, точно адвокат. Дека ќе се снајде, дека ќе почне баш онаму каде што јас ево да речеме запрев. Таа всушност и влезе во истите комисии во кои што јас членував. Ќе нема многу седници до крај. Меѓутоа, се што е потребно, ние имаме координатор, имаме советничка група која што добро функционира. Тие на координација и она ако треба нешто, нормално дека јас секако дека ќе и помогнам. Меѓутоа, екипата е добра и мислам дека добро ќе се снајде во улогата на советник. Како ви беше односот со вашите колеги, еве од вашата советничка група и воопшто и со другите? Сметам дека беше многу коректен, со некои дури ајде да речам и поблиски пријателски врски имаме, меѓутоа мислам дека и со другите сосема коректно ми помина мандатот како советник. Сметам дека треба прво културата е во прашање на луѓето и нивното лично однесување, односно воспитание, па и према другите советници, ако беа од спротивната страна, мислам дека имам еден, ако речам, охридски да речам, еден муавет. Така. Свакако как се ќе се сублимира, сепак ова
ова функција советничка ви донесе едно убаво искуство и ќе имате што како еден бекграунд што се вели или во вашето CV да додадете дека сте биле и советник во градскиот совет. Мислам дека после дистанца од некои десетина години со задоволство ќе се сеќавате. Така. На секое искуство да знаете дека секој треба да се сеќава на добрите работи, а од лошите моменти треба само да црпи како не треба да се однесува во одредена ситуација или како не треба да прави. Јас велам, некои работи се пример за тоа, за пример, ама некои за непример и како не треба да ги правиш работите. Значи, добро искуство е советничкото искуство. Сметам дека секој кога ќе од временска дистанца ќе размисли, ќе си ги најди своите слабости, ќе ги најди своите предности. Во иднина ќе се труди ако дојде во некоја ситуација пак да биде нешто, ево се јас, например, сум пратеник, што не треба да се прави, а што треба да се искористи. И секое искуство, всушност, за мене е позитивна работа. Така. Посебно ова функцијата советник, да ги застапуваш граѓаните од својот град, од својата околина. Функцијата пратеник, да ги застапуваш граѓаните од градот и од пошироко од регионот. Навистина имаат посебно чувство луѓето кога ќе ги сватат дека навистина се избрани од граѓаните. Може би во моментот, како што реков, не си свесен, но потоа кога ќе легнат работите, значи станува јасно дека навистина имале големо значење и остават еден белек, една трага во животот на секој поединец кој што го имал тоа искуство. Тука малку ќе ве одморам, во вториот дел од емисијата малку повеќе за она што следува сега како ваш ангажман и што очекувате од пратеничката функција. Добро. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8-те луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Светскиот тренд на свилени трепки во салон Ксантика. Дефиниран таинствен и впечатлив поглед со најгламурозната и најтрајна метода за екстензија. Густи и долги трепки со совршен природен изглед. Заборавете на маскарата. Салон Ксантика. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ќе раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино.
продолжуваме ние со нашиот разговор. Моја гостинка госпоѓа Жаклина Лазаревска од пред речиси 1 месец веќе и официјално пратеник во Собранието на Република Македонија. Дали очекувавте, бидејќи бевте девета на листата на СДСМ и коалицијата, на овие вонредни парламентарни избори, дали очекувавте дека ќе влезете, ќе станете дел од парламентот во Република Македонија? Сега на ова прашање ќе одговорам дека да, шум си веќе во листа очекуваш. И посебно во првите 10, односно 9, очекуваш заради тоа што некако и нашите согледувања беа на терен дека ќе бидиме добри во петката. Всушност испаднавме 9-9 и албанските има уште 2. Така. Пратенички места. Значи, кога веќе влего во листата, секој кој што е влезен во листата работи и гледа ситуацијата на терен, веќе се очекуваше и се гледаше дека има големи шанси, всушност, Социјалдемократскиот сојуз да има голем број на пратеници во петката. Дали ве оптоваруваше таа помисла или? Не. Искрено да ви кажам, целата кампања со огромно задоволство ја поминав и морам да ви кажам дека навистина бевме на терен. Бевте, да, и Многу јас можам бевме да активни, потврдам, да, бевме активни и со една голема желба и ентузијазам да го пренесиме планот за живот кон граѓаните, да се доближиме да не видат граѓаните. Јас можам да ти кажам дека просто уживав во кампањата. Значи, воопшто не бев оптеретена дали јас ќе влезам или не. Секој што се наоѓа на листа, посебно во првите 10, очекува од секоја партија. Меѓутоа, да бидам искрена, воопшто не се оптеретував дали ќе влезам за пратеник. Сакав да влезам заради победа на мојата партија. Меѓутоа, не така по секоја цена, али целиот тој период на кампања го поминав со огромно задоволство и со голема почит и, да ви кажам, задоволство и во контактите со граѓаните. И на сите критики, и на сите недоверби, и на сите оние предврата, разговори, убедувања со граѓаните, лице в лице, очи во очи, бидејќи нема што да кријам јас лично како личност и она што го застапував, верував во тоа и верувам. Значи, можам да ви кажам, едно задоволство ми беше целата кампања. Дали сега чувствувате некаква возбуда од она што е ново, што ве очекува, значи нова функција, нови предизвици, нов град? Така. Значи, не до толку многу во голема возбуда, се уште сме на почетокот, уште не го имам окусено тој живот на пратеник. Нормално беше прекината првата седница во делот која требаше да се председател да се избира на парламент. И сега во исчекување на продолжување на таа седница и во исчекување на сиве овие настани кои што се случуваат во овој период, јас навистина добро се занимавам сега со проучување на моите права, на деловникот, на уставот, на законите, на одредени членови кои за мене се, ајде да речам, проблематични и од мојата бранша, меѓутоа и од други бранши. Значи, се самата сега си вложувам во тоа советничкото што го имам искуство со нови знаења и потребните работи кои што треба да ги имам, да ги усогласам и да тргнам баш во онакав спремна како пратеник. Така. Од некои мои истражувања што го правев околу тоа колку жени пратенички од СДСМ има од осамостојувањето на Македонија, вие сте втора од Охрид. Значи, барем така моите сознанија кажуваат. Цветанка Гашовска мислам дека беше последна од редовите на СДСМ и сега вие. Тоа е една голема чест. Да, голема чест и задоволство и ми се чини дека всушност и да не по долго време веќе двајца пратеници од Социјалдемократскиот сојуз од Охрид и сме немале. Така. По долго време. Втора жена од Социјалдемократскиот сојуз и уште не знам колку имаше од другите партии, сепак почнуваме жените да навлегуваме, ево да речем, на голема врата на тие функции што се во партиски функции, односно политички функции што се добиваат. Тоа е голема чест.
голема чест, меѓутоа и свесен човек ќе знае дека и голема врска се очекува, сите очи се вперени всушност во тоа што сме кажувале. Јас ви кажувам дека бев активна во кампањата и сум човек кој што секогаш сакам со чист образ и вака во очи да го погледнам другиот, на кој што сум уветувала нешто и сакам да се реализира. Тоа што сум го ветувала, сакам и ќе го застапувам да биде реализирано. Колку е потешко за жена во политиката или мислите дека исти е третманот? Или исти е патот? Видите вака. Сега законските обврски што се со процентуалната застапеност на некој начин го отвараат патот жените по закон да бидат застапени толку колку што се. Верувам дека во минатото било малку потешко да се пробие. Сега самите законски обврски, меѓутоа и по мене, јас лично пак сум застапник не цврсто на поделба мъж и жени па да се такмичиме кој повеќе да бидеме, да се ние надпреваруваме по квалитет и да бидат избрани личности кои што се квалитетни. Независно тоа дали се машки или женски. Значи, јас не ја гледам поделбата во тоа колку машки, колку женски треба да бидат, колку квалитетни луѓе ќе бидат и ќе ги застапуваат интересите на граѓаните. И сметам дека единствено нешто, сега ви викам, законот е дециден и кажува. Дури, како што кажавте, исто и во парламентот е. Ако некој одиде на некоја поголема функција, например министер, жена треба да ја наследи. Значи, му дава многу поголема предност на жените во насока да ги поттикнува да повеќе учествуваат во политиката. Меѓутоа, по мене, сметам дека секој треба да си го заслужи местото таму каде што претендира да го добие и да биде. А колку жените ги бива за политика? Па видите, сите истражувања, јас бев и на некои обуки од Националниот демократски институт од Америка, жени во политиката, и таму кажува дека жените ги бива во политика. Жените знаат да менаџираат дома, знаат да бидат стрпливи и со децата, знаат да бидат стрпливи и со сите во обкружувањата. Мислам дека жените можат и многу трпеливо и така како што го имаме она женска интуиција да добро ја застапуваат и баш се цврсти во решавањето на одредени работи кои што се треба да се донесат како одлуки. Мислам дека жените, и тоа и го кажува и на семинари, дека жените на многу помирен, посмирен начин всушност можат да ги доведат работите во потребниот ред. И жените имаат една поинаква перцепција од мажите за многу работи, може да ги видат и од поинаков агол, од кој што можеби мажите не ги гледат. Значи можат и една поинаква димензија да дадат за решавање на некој проблем. Повеќе функционално. Да. Да делуваат. Така. Од кога вие сте во политика? Јас морам да ви кажам дека активно со политика се занимавам, односно сум во политика од 2010 година. Предходно ги следев, сум гласала, сум член на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, еден момент кој што кај мене побуди поголема желба да политички се ангажирам, беше донесувањето на измената на Законот за образование, во кој што покрај интерното оценување се воведе, ако се сеќавате, во март 2010 година екстерното тестирање и требаше да се спроведе, а јас како долгогодишен просветен работник, покрај сите работи кои што ни беа натурени некако насила во просвета, тоа го сметав за нешто што е навистина преседан. И тоа што истапив и на наставнички, кажав дека моите оценки ќе си ги рачунам дека се тие оценки, од екстерното не ги признавам, и тоа и на наставнички е запишано во книгата, во записникот, ама тоа не е политичко истапување, но и го тоа ме поттикна да видам дека делувајќи, зборувајќи на наставнички совет, ништо тоа не допира. За жал во нашава држава сите работи се решаваат преку политика. Што сметам дека тоа е навистина за жал, и сметам дека тоа сега ќе се надмине и дека повеќе ќе делуваме граѓански, него политички да наметнуваме волја и одлуки ќе донесуваме и програми во баш вакви суптилни делови. Тоа ми беше една
ајде да речам, потик да почнам гласно да зборувам, да членувам во активот на жените. Во кој што координаторка беше тоаш на жените во Охрид Лидија Стојановиќ, влегов активно во работа на активот на жените и бев председател на Советот, односно Комисијата за образование во жените. И од тоаш почнав па и на сите понатамошни случувања кои што се случуваа по природа сум можеби побунтовна во смисла кога ќе видам дека се прави некоја неправда. Најлош момент во мојата перцепција вака во животов што ме поттикна уште погласна да бидам и да зборувам се против оваа владеачка гарнитура која е 11 години на власт, беше црниот понеделник, кога видов како се влечат пратениците и се фрлаат, тоаш мислам, отоаш немам престанато со протести за секаков вид на насилие кој што се врши врз било кого во државава. Тоа би го правили доколку вашата партија дојде на власт па се носат некои одлуки кои што не ќе се од интерес на граѓаните? Видите, да не бидам пристрасна, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз не може да се однесува онака грубо и насилно. Никогаш. Немаме ние во нашава историја во парламент да се фрлаат жени, бремени да се туркаат, да се фрлаат жени како што беше Шекеринска изфрлена од салата. Сметам дека до таков момент нема ни да дојде. А јас сигурно нема, ако не дај Боже, нешто такво да гледам и одстрана да го гледам тоа како ништо да не се случува. Значи ќе реагирам. Так. Ама сметам дека тоа нема да се случи. Дали сте имале некакви бенефиции, сте биле повластени или пак обратно сте биле, не знам, ставени на тапет поради вашето политичко убедување и вашата политичка определба? Видите вака, во едно општество во кое што се навистина многу неелектризирани работите, треба човек да внимава и да знае до каде треба со одредени активности. Например, јас обавував, сега во мирување ми е, просветителска работа. И јас никогаш политика не применувам во институцијата каде што работам. Значи, тука треба да се расчистат работите, политичкото делување, сепак моја определба и тоа во слободното време, сега веќе и професионално како пратеник. И советничката кога обавував, таа не е толку професионална, затоа што тоа е хонорарна работа, дополнителна работа, меѓутоа никогаш моето убедување не сакав да го и не сум го применувала и не сум го пренесувала во училиштето, на учениците, нормално на родителите или на колегите. Така да сум немала некои посебни проблеми во однос на тоа, однос на луѓето према мене, директорите или надлежните, не сум имала некој посебен проблем, да кажам лично врз својот грб не сум искусила. Нормално дека бидејќи сум препознатлива како социјалдемократ на многу луѓе, што се од другата определба не му се бендисувам. Меѓутоа, тоа не значи дека некој ме навредил или јас сум го навредила или сум имала некакви не сум имала ниту бенефиции, ниту некои лоши моменти. Кога се слушнавме за да се договориме за реализација на ова интервју во емисијата Под лупа и кога ви се јавив, ви реков како да ви се обратам, професорке, советничке или пратеничке. Вие ми рековте сега моментално актуелно пратеничке, но останува една ваша професија примарна. Тоа е професорската, значи вие веќе 30 на години сте дел од гимназијата Свети Климент Охридски, се занимавате со просветителска работа и се ова ќе помине, повторно ќе се вратите на таа ваша примарна професија. Колку ви е жал што ги оставивте учениците еве на средина на учебна година? Да. Веќе немате на крај часови. на прво полугодие, Да. почеток на второ полугодие. Верувајте, првиот ден кога требаше да почне полугодието, јас бев спремна за да додам на училиште. Значи, ми недостасува и сега ми недостасува. Просветителската дејност е многу благородна. Има многу
тешки моменти, има моменти, ево, преоптоварувања, насочувања на одредени негативни, реформи кои што се случува. Меѓутоа, ништо тоа не е во споредба со задоволството, знаењето свое да му го пренесуваш на млади и да работи со млади. И убаво рекле, со кого работиш, така се чувствуваш. Значи, буквално се чувствуваш како млад. Бидејќи треба и да си во чекор со нив, во сите нивни постапки, во целото тоа нивно однесување, да имаш големо разбирање за сето тоа. Значи, многу ми недостасува во моментов, а моето работно место е во мирување. Јас велам дека по обавувањето на мојот мандат, јас нормално ќе си се вратам на работа и со задоволство ќе си продолжам таму каде што застанав. А ми е жал за учениците, навистина предавам предмети во 3-та и 4-та година, примерно математички, работам со доста добри ученици. Тоа сакав да ве прашам, значи што гледате во младинава, значи, во каква младина имаме? Знаете како? Учениците се однесуваат така како што ќе се поставите. На мојот час јас никогаш сум немала проблем со ученици. Ниту сум премногу строга, ниту премногу либерална. Значи, онака како што треба. Ајде да речам, пошто работам 30 години, дека сум од онај постар тип на професори, во кој што се знае, постои една дистанца помеѓу ученикот и професорот. Меѓутоа, секогаш во насока да помладите, на учениците му се пренесе искуството, му се дадат позитивни насоки, да му се пренесе знаење. Значи, буквално сметам дека самата работа е многу благородна. Многу е благородна, многу е убаво да работи со млади. И да ги гледаш сите нивни и недостатоци и предности, да му укажеш на недостатоците, да најдиш начин како да му го пренесиш знаењето, како да му делуваш, зашто тие се во еден период во кој што се многу чувствителни, да не ги навредиш кога ќе му забележиш за одредени појави, како што се отсуствување од час, неучење и така натаму. Меѓутоа имам една среќа, ево да кажам, во моево работно искуство, јас не можам да издвоам некој посебен случај на ученик со кој што сум имала некој проблем, кузнет како, или веројатно заради искуството сум ги решавала постапно проблемите. Не доаѓале да ескалираат па да имам некој посебни проблеми. И во сиве години јас ево ќе се навратам 15-16 години, па и повеќе. Па не сум била класен раководител на клас кој што прави многу изостаноци, кој што е проблематичен. Значи, буквално, така биле работите. И ги гледам дека младите, тоа што како ќе се поставиш, така ќе се однесуваат. Тие всушност од нас гледаат и така се однесуваат. Така. Бидејќи ќе сте дел од законодавниот дом во кој што ќе се носат закони кои што ќе важат години нанапред, а ова младина треба да живее, значи сите посакуваме овде во нашата држава. Што мислите овој парламент што ќе направи еве и за младите и воопшто за сите граѓани на оваа држава? Каква работа очекувате од парламентот и од овој парламентарен состав, бидејќи вие ќе знаете кои ви се колегите? Да. Значи, прво, одма да ви кажам дека со програмата со која што овај пат настапувавме на изборите, зборувам за Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, имаше прекрасни мерки. Бев на една емисија овдека дебатна, јас ги образложував и сите тие планови кои што се и планирани активности за да се поттикнат младите да останат во Македонија. Би сакала да се реализираат во целост сите тие работи, би сакала на младите да им понудиме подобра иднина. И единствено нешто што во делот на тоа што викате дали ми е криво што ги оставам ученициве, заминувам привремено, ајде како пратеник, единствено што ми е мило што јас мислам дека со мојот капацитет и со мојата желба да помогнам за младите, баш ќе одлучувам за нивната иднина и ќе направам како пратеник, ќе бидам дел од пратеничка група која ќе се залага да им направиме навистина подобра иднина, да им понудиме на младите. Ево, дали тие што се квалитетни, дали сакаат да продолжат понатака да се образуваат. Тие што веќе завршиле
до одредена квалификација, да им се понуди работно место, да биде тоа работно место добро платено, да има фер услови за сите, да нема потреба политички да се ангажираат за да влезат на работа, затоа што во нашето време, во моето време, се гледаше квалитетот да влезе, одма сите наоѓавме работа, поквалитетните на подобри работни места. Не, тоаш беше една партија и ние сите бевме преку бирото за вработување, заводот за вработување, вработени. Прво, тој беше патот, овдека е све однопако, значи, да го измениме тоа. Како парламент очекувам дека треба да донесеме квалитетни промени за животот на граѓаните. Да се насочиме кон граѓаните, многу малку да гледаме своји бенефиции, да гледаме всушност за околината. Мене воопшто нема да ми биде добро да јас добро живеам, а сите во мојата околина се несреќни. Јас сакам да живеам со луѓето. И сакам да ги застапувам нивните интереси. Кога ќе му биде на сите комши, на сите во градов добри, кога ќе знаеме дека младите кога ќе завршат на факултет имаат перспектива, се враќаат како ние што се враќавме во Охрид. Се вратат во Охрид, јас тоа сакам да им понудам. Преку сите тие мерки кои што ќе се донесуваат, преку законите со кои што ќе се настапува и ќе се донесуваат во законодавниот дом во парламентот, јас сакам да му го олесниме животот на граѓаните, да му го направиме здравството пристапно и поквалитетно, образованието поквалитетно, животот поквалитетен, подобри плати, подобро примање и насмеани луѓе. Тоа очекувам да биде приоритет. Ви посакувам овие желби да ви се реализираат за добро на сите. Посакувам да имаме еден убав парламент, конструктивни дискусии, што поќе излегувања ваши очекуваме, значи тоа веќе го очекуваме, го наметнавте вие како стил на ваша работа, излегувања на говорници, борба за нашиот град и да се истрае. Двајца сте сега од Охрид, вие и Томислав Тунтев, мислам дека сте добра екипа и дека ќе успеете нешто да направите и да подобрите од она што е како услови за живење во Охрид. Значи вака, ние сме двајца, меѓутоа се и двајца од другата партија. Так. Иако се тие од друга партија со која што Имате политички интереси. ние имаме заеднички интереси, тоа ни е градот Охрид. И ние треба баш да седнеме на маса и да видиме што во нашата програма е најдобро за Охрид, што во нивната е најдобро и ние да се поддржуваме. Охридскиот интерес да не биде на нас, на сите интерес. Так. Значи, нашиот политички ангажман е нормално протиставен. Меѓутоа, градот е заеднички, интересот е заеднички и ние мора да се најдеме некаде и да застанеме и заедно да разговараме. Да не се гледаме во тој дел и воопшто не треба да се гледаме како непријатели, како луѓе што различно размислуваат. Меѓутоа, во тој дел пак треба да бидеме сплотени и треба да седнеме и да се договориме. Што е најдобро и секој од своја страна што повеќе да притиска за да се направи за градот. Да дојде тој охридизам кој што сите во нас го имаме до израз. Ви благодарам за ова учество во Лупа и до некое наредно видување кога веќе ќе имате некакво искуство од парламентарната функција. Јас ви благодарам, навистина ми беше чест. Ево, се надевам дека нешто начнавме, кажав нешто можеби испуштив, меѓутоа другиот пат сигурно ќе имам поголем. И друга прилика. Да, благодарам и што благодарам и вас.